Нови 2.500 денари плюс 4% покачување на пензиите ќе имаат пензионерите до година, а пари се обезбедени, велат од фондот. Тоа владата, односно фондот, го чини зголемување за скоро 14 милиони евра месечно, односно на вкупниот буџет за исплата на пензии во процентуален износ тоа изнесува околу зголемување од 11,2%. Колков буџет е планиран за пензиите? За следната година планираниот буџет за исплата на пензиите е 105 милиарди денари, односно тоа во евра, за да биде по-прегледно за граѓаните, е околу 1 милиарда и 700 милиони евра. Мемов потврдува и дека придонесот за пензиското и понатаму останува на нивото од 18,8%. Она што е интересно за граѓаните да знаат дека од овие 18,8% за исплата на пензиите во овој период се користат 12,8%, додека 6% од овој износ се уплаќа во граѓаните, практично уплаќаат во вториот пензиски столб. И практично ова значи дека околу 250 милиони евра за следната година ќе бидат предвидено е да бидат уплатени во вториот пензиски фонд. Ново е тоа што се работи на подобрување на социјално солидарниот концепт за подобрување на стандардот на сите пензионери. Практично ова зголемување на пензиите на линеарно ниво придонесува за намалување на социјалните разлики помеѓу пензионерите. Пензионерите со ниски примања и пензионерите со високи пензии. Основната цел на владата на Република Македонија и на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување е да обезбеди подобар животен стандард на граѓаните, вклучително и на пензионерите. Во државата има помеѓу 340.000 и 350.000 пензионери, а планираната стапка на раст на нови корисници на пензија годишно се движи од 0,9 до 1%.